од македонското народно творештво. Детето со звезда на челото. Еднаш, многу одамна, шетајки по царството, царскиот син сретнал 3 сестри. Едната сестра му рекла дека ако ја одбере неа за жена, ќе му замеси погача без брашно, цело царство да јаде и никогаш да не се потроши. Втората сестра рекла дека ако ја одбере неа за жена, ќе исткае платно, цело царство да го облече и пак да остане од него. Третата сестра пак рекла дека ако ја одбере неа за жена, ќе му роди син со звезда на челото. Царскиот син ја одбрал третата сестра. Двете љубоморни сестри смислиле многу лош план. Кога се родило детето со звезда на челото, го зеле и го однеле во блиската шума. За среќа, во шумата го нашла една срна. Таа го зела со себе и го доела цели 6 години. Еден ден, додека детето си играло покрај езерото, дошол некој човек качен на гемија. Детето, бидејќи не растело со луѓе, не го знаело човечкиот јазик. Добриот човек го повел со себе и го однел во својот дом. Почнал да го учи да зборува и го носел на училиште. Детето со звезда на челото станало добро и учено момче. Се расчуло во царството дека има момче со звезда на челото. Царот, присетувајќи се на ветувањето од својата жена, посакал да го види детето. Кога момчето дошло, царот го прашал: "Момче, кои се твоите родители?" "Татко ми е овој добар човек, а мајка ми е срната што ме доеше," одговорило момчето. Тогаш царот го однел момчето во темната соба, каде што била неговата вистинска мајка. Таа веднаш го препознала и силно го прегрнала својот син, за кого знаела дека еден ден ќе се врати. Побарала од царот да не ги казнува сестрите. Нивната најголема казна ќе биде срамот што ќе го носат до крајот на животот, му рекла таа. Приказната е од книгата Детето со звезда на челото, приредена од Ана Витанова Рингачева во издание на издавачката куќа Просветно дело.